Благослов или проклетство е насловот на најновиот 14-ти роман на тетовскиот писател Јован Дамјановски. Станува збор за една зрела генерацијска приказна поврзана со минатото, сегашноста и днината. Па преку игра на зборови, писателот раскажува за сликата на обичниот човек пред колективната слика на модерниот. Во овој роман, Благослов или проклетство, се обидувам обичниот човек да го представам како човек кој што незабележливо минува низ времето и низ судбината. Се надевам дека овој мој 14-ти роман ќе предизвика љубопитство кај читателите и ќе можам да разговарам со луѓето кои ќе го прочитаат и веднаш да кажам, ако некој мој читател ми забележа за нешто од моите книжевни дела, веднаш ќе кажам дека го прифаќам и се обидувам да се најдам себе си во критиките, да научам нешто зашто треба човек секогаш да научи да учи во животот. Јас се обидувам во сите мои романи, во сите мои драми, во сите мои новели и раскази да покажам дека литературниот феномен е начин авторот да го слика, да го објаснува обичниот живот. Значи, феноменот на литературата е да направи допир со стварноста, со животот. И верувам дека и многумина луѓе во моите дела, досегашни, па и во Благослов или проклетство, ќе се пронајдат себе си, зашто се обидувам со прототипови од обичниот живот да направам приказна која треба да служи за тоа што е добро, за тоа што е лошо, но во мојата литература и досега, но верувам и натаму, ќе се служам со една филозофска доктрина која се вика Толстоевштина. Таа литература на Толстој ние ја проучувавме само како книжевност. Американците, но и сите во светот, па еве и ние, Толстој го сметаме дека е филозоф и дека неговата филозофска доктрина се вика Толстоевштина. Во кратки црти, Толстоевштина или филозофската доктрина на Толстој може да се прераскаже како начин ниту еден човек на земјинава топка да не се представува како добар, ниту еден човек како лош. Зашто според Толстој, според оваа доктрина, не постојат само лоши или добри луѓе, туку постојат само луѓе кои што зависат како ќе бидат проценети од околностите во кои ќе се најдат во животот. Ете, во таа смисла сега се обидувам со овој роман Благослов или проклетство, што е објавен во Културниот центар за славјанска култура на Меѓународниот славјански универзитет државин, да покажам дека се уште можам да пишувам, дека возраста не ми пречи и се обидувам да најдам свое место во македонската литература, зашто еве овој 14-ти роман е само начин да не бележиме со бројки, туку еве и со тематика. А мојата тематика е книжевноста, мојата книжевност да представува феномен, а тоа значи допир до стварноста, до обичниот живот, на обичниот човек. А Благослов и проклетство истовремено може да биде една иста работа, се согласува Дамјановски. Благослов е врзано за родителите. Понекогаш и да не направиме се најубаво и не по очекувањето на родителите, ние го добиваме како родителски благослов. Но, ако во животот сгрешиме и пред родителите, и пред другите луѓе, и пред колективната свест на нашиот човек, на современиот човек во наше општество, ако грешиме, тогаш може да бидеме проклети.
да заслужиме проклетство кое што е зависно од Господовата одлука да зборува што е проклетство, а што е благослов, зашто пред родителите може и да се оправдаме понекогаш, но пред Севишниот, пред нашиот Господ, не е возможно. Затоа живееме меѓу благословот или проклетството, за да покажеме дали современиот морал е зависен од поранешниот начин на размислувањето на нашите родители и што е тоа што треба да ги предупредиме младите луѓе дека се тоа што не се случува на постарите родители ги очекува и нив како положувачи на човековиот род. За издавање Благослов или проклетство чекал 3 години. Дамјановски веќе работи на нов јубилеен наслов. Најновата книга што сега ја пишувам се вика Глобалните звезди на небото. Сега сум малку посовремен, сакам да размислувам глобално, тоа е начин на размислување, но и однесување во современиот свет. Сакам да покажам дека земјата станува се помала и помала, но е собственост на сите луѓе на светот, па и на овој наш мал народ, македонскиот народ, кој што е насекаде низ светот, кој што се вклучува во сите културни синтези, во сите економски движења, во сите глобални размислувања за човечкиот живот, за современиот начин на опстојување на човековиот род, зашто глобализацијата е начин на современо. Не само размислување, туку и однесување. Верувам дека овој роман до крајот на годинава ќе биде исто така отпечатен и тој ќе биде мојот 15-ти роман, еден јубилеен роман, и верувам дека со вас заедно ќе може да го представиме пред читателите. Инаку 14-тиот роман Благослов или проклетство официјално ќе биде промовиран до крајот на месец април во Духовно-културниот центар Кирил Печиновиќ во Лешок.